Од денес Република Македонија веќе не постои. Прва тоа го потврди владата, откаде ноќеска беа симнати таблите со надписот Влада на Република Македонија. Иако промената на името беше државен проблем кој во меѓувреме стана историски, сега граѓаните и не знаат дека се случи и тоа и дека од денес сме северна. Не знаем, не интересира. Да ти кажам, не ме интересира. Ово е више луда куќа. Именуваме во Република Северна Македонија? Не. Мислам дека од денеска е. Па додека парламентот не реши начело со албанците, со председател на парламентот, се знае. Сега наскоро. Овие одговори сугерираат на тоа дека за некој, така наречениот историски проблем со името и не бил толку голем, штом не го знаат денот на историската промена. Во меѓувреме, благодарение на оваа промена ни се случува и нато, пошто во државата состојбата на економски план битно треба да ни се подобри. Дали граѓаните веруваат во ова? Економијата сами треба си ја правосредеме, па од надвор не треба да чекаме. Нити ќе дојде, нити некој планира од надвор да ни ја средува економијата. Па тоа може да даваме у НАТО, а да земеме, тоа е малку тешко да биде, брат. Ништо не знаеме тоа. Ништо не знаеме, дали ќе се подобри или не. Ние сакаме да се подобри, ама ќе видиме. Со влегувањето во НАТО да се подобри економијата, не верувам. Ќе биде и полошо, да знаеш. Па мислам дека би се подобрило, али па политичарите знаат повеќе него ние. Овие одговори сугерираат на тоа дека економијата е поважна од името, што автоматски значи дека промената и од овој аспект била потребна. Ако е така, прашањето е зошто се чекало цели 25 години за овој проблем да се реши. Сепак, оваа промена ќе чини и нешто пари, кои секако треба граѓаните да ги платат сами. Имено, од денес па во наредните 5 години ќе треба промена на сите лични документи, во кои најодозгора ќе стои Северна. Станува збор за немалку пари, но ако ни тргне економијата со НАТО, тогаш проблем за пари ќе нема. Но ако не тргне, тогаш џабе ќе ни отидат и името и парите.